Видаме, Сонја веќе кажа, вие имавте намера да се кандидирате, меѓутоа кажа и дека прв сте што посочивте дека се користат партиски ресурси за фаворизирање на еден одреден кандидат. Денеска видовме едно писмо, испратено од 30 на членови, ги набројав кои се, дали вие се согласувате со наводите во писмото и дали го поддржувате? Секако дека се согласувам, она што го доживеав на терен, она што го гледам дека се применува, асоцира се само не на демократски избор за председател на ВМРО-ДПМН. За мене е неприфатливо насилно поставување на лидер на партијата со злоупотреба на партиските ресурси, со притискање на делегатите, со насилие, со закани, затоа што ние како партија сакаме да пледираме на власт во Република Македонија. Оваа власт која што е насилно насадена, сакаме да ја демонтираме со многу зрачење, позитивна енергија, но и структура која што зрачи со правдина. А ние ако не знаеме сами да го примениме тоа внатре во партијата, како ќе ја убедиме целата македонска јавност дека можеме да ја водиме соодветно и како што треба Република Македонија. До сега е чудно што нема кандидатури, а Конгресот е во петок. Така. Од една страна, од втора има многу чудни работи до сега. Друго јасно е и се гледа дека Мицковски е фаворит на Груевски, Тоа е точно. И како всушност се вршеше притисокот и како на делегатите им се кажува дека треба да гласаат за Мицковски и зошто тој добил и најмногу потписи. Со што се соочивте конкретно на терен? Знаете што? Прво ние имаме голем хендикеп со овој конгрес затоа што се стари делегати од 2015 година. Тоа е номенклатура која што во меѓувреме е доста променета и исто така тоа е номенклатура која што е поставувана тогаш на прилично сомнителен начин во однос на Груевски. Да речеме, има многу блиски Груевски, дури членови на кабинетот како делегати. А тие воопшто немаат нити политичка активност, нити политички бекграунд во ВМРО-ДПМН. Значи, неприфатливо да бидат делегати и да одлучуваат за иднината на ВМРО-ДПМН, а со тоа и за иднината на Република Македонија. Дозволете само малку да ја расширам темата. ВМРО-ДПМН мора да има многу сериозна и брза стабилизација и консолидација, затоа што Македонија е во многу сериозен политички момент и пред сериозни политички предизвици од историска конотација. Значи, двојазичност или промена на име не се случуваат секој ден и може да имаат трајни последици по иднината на македонскиот народ, всушност и по иднината на партијата. Така што ние не смееме да импровизираме и да се доведеме во ситуација Конгресот да го направиме да биде циркус и делегатите да гласат по налог затоа што на некој му се допаѓа. Јас тргнав на терен. Сакам да кажем дека до сега, барем јавно, не се зборува чии фаворит е Мицковски, сега е ова неофицијално што го говорам. Имате ли потврда за такво нешто? Имам потврда. Мицковски е фаворизиран од партиската врхушка на чело со Груевски. Јас на Груевски лично му укажав дека на овој начин не може да се организира фер конгрес. Бев кај него и имавме посериозна кавга, која што траеше подолго време, 3 часа се расправавме. Јас му кажав дека конгрес, за да се организира, треба да се тргне настрана и да не фаворизира никој, да ни дозволи да одлучиме за еднината на Република Македонија. Бидејќи тој поднесе оставка, тоа значи дека треба да се дозволи да испливаат на површина идеи, кандидати и луѓе кои што треба да се поместат со грбот, бидејќи ВМРО не е воопшто розова политичка ситуација. Ние имаме можеби најтешката политичка ситуација од 90-та година од формирањето на ВМРО-ДПМН и ние треба луѓето што сакаме да ја поведеме, прво треба да се видиме со членството и треба да понесеме историска одговорност да ги наместиме нашите плеќи и да влеземе во ризик. А всушност ние кога разговараме со членството добиваме сосема поинакви сигнали од тоа што го прави партијата. Се вели во писмото денеска, се користат партиски ресурси само за еден кандидат, се врши притисок врз добар дел од делегатите, се праќаат и вистините и лажни поздрави до делегатите. Со што се соочивте на терен, што ви велат делегатите? Ги имате ли потврда за ова? Прво и основно, јас побарав од господинот Мицковски да прати циркуларно писмо до сите општински комитети и да ги извести дека ќе дојдам. Мицковски или Мицковски, затоа што тој е генерален секретар. Значи побарав да ги извести сите комитети дека ќе дојдам, да бидат повикани општинските комитети, побарав да бидат повикани и местните комитети
и да бидат повикани делегатите. Знаете што, јас верувам во демократски пристап. Јас сакам членството на ВМРО ДПМН да биде широко запознаено со идеите на кандидатите и да биде широко инволвирано во одлучувањето кој ќе биде председател на ВМРО ДПМН. Но ние тоа го немаме. Мицковски одби да прати циркуларно писмо. Јас ги чувам сите комуникации, целата кореспонденција, и ако треба во име на демократијата ќе објавам. Тој ми рече дека во писмо, односно во допис по телефонот, ми рече дека тој бил во оставка. Меѓутоа не се однесува на терен како да е во оставка. Господин Спиро Ристовски, кој што треба да организира демократски конгрес, оди на терен и собира потписи за Мицковски, со тоа што како членови бивши на извршната власт, на владата, како членови на извршниот комитет, тие функционираат како едно тело и одат и шепкат да видиме, дајте брзо да завршиме работа, се знае дека тоа е фаворит на Груевски и на некој друг и дека мора така да се заврши. Делегатите кои што одбиваат, пријателски им се посочува дека не е добро таквото однесување и се врши притисок, така што делегатите се на бездер. И баш кај што немаме добра репрезентација меѓу делегатите, така што овој конгрес јуриша кон пропаст на партијата. Предлог е да се зголеми бројот на делегатите, да се почека до февруари. Точно. Меѓутоа да раководи... И колективно председателство. Дали се согласувате со колективно председателство? Знаете што, ја и минатиот пат кога бев кај вас посочив дека ВМРО и историски имало колективно председателство. Тројца членови со еднакви права на ЦК, кои што морале меѓу себе да се усогласат за било која одлука и биле еднакви. Тоа што биле еднакви доведувало до баланс во целата структура на ВМРО и ги принудувало на разговор, дискусија и усогласување на ставови. Така секоја одлука имала многу поголема тежина. Ние сега имаме тотално дезавуирано членство. Нашето членство не го видело Мицковски. Местните комитети ме прашуваат какви планови има тој човек за името. Што тој човек ќе прави за двојазичноста? Значи не презентирал ништо што се однесува како да се презентираме за 5-6 дена? Дали неговата кандидатура е официјална во партијата? Ја не знам, нити ме интересира. Затоа што не има официјални кандидатури. Знаете што, господја Лупевска, нити знам дали е официјален, нити дали не е официјален, знам дека не е прифатено членството. Членството бара изворен член, докажан патриот за лидер на ВМРО ДПМН. Членството на ВМРО ДПМН стои 80% позади мене. Јас тоа одговорно го тврдам пред македонската јавност. Јас сум израснат во ВМРО ДПМН, јас сум дел од таа структура, одам со нив, мене ми требаат тие. Јас сум кандидат на членовите и не дозволувам членовите да бидат дезавуирани, членовите да бидат заборавени и да бидат користени само како бројка на протести или кога треба да се притискат институциите на власта. Нашиот председател на партија, јас сакам да бидам изберен со широка поддршка на членството и тоа не смее да биде дезавуирано. Подхитно мора да има реформи, тоа колективно членство, да направи нов статут, нема време тоа да се нема направи. Може да се направи привремен статут. Значи привремен статут, привремен деловник за работа на конгрес, треба подитно да се тргне. Знаете како? Како може да се бира председател на ВМРО кој што нема пишан документ што ќе прави како председател? Значи да се презентираат програми, да се направи кампања. Јас сум сериозен човек, јас сум интелектуалец, јас сум борец, патриот за Македонија. Јас сакам да ги напишам и да ги објавам моите ставови и да ги дадам на увид. Членството можеби ќе се согласи, можеби нема да се согласи. Сакам да бидам достапен за критики. Сакам тие критики да ги инкорпорирам и затоа што изборот на председател за ВМРО ДПМН значи најверојатно избор за иден премиер. Тоа значи конфронтација со оваа полициска хунта и спротивставување на сосема поинаква демократска структура. И не е овој избор за местна заедница или нешто што треба онака да го поминеме. Меѓутоа во обтек беа други имиња, официализирање нема, меѓутоа што ако се кандидира Илија Димовски, Антонио Милошевски, Никола Тодоров, дали имале намера да се кандидираат? Имале, зошто да не? Дали со нив би влегле во ферплей? Дали се тоа луѓето со кои што би сакале да застанете? Знаете што, јас би влегол во ферплей со секој, само не со Мицковски. Сега ќе ви кажам зошто. Мицковски ја злоупотребува партиската инфраструктура. Ги злоупотребува имињата на Груевски и на уште некои луѓе. Човекот ги изгуби локалните избори катастрофално, какви што никогаш до сега не сме имале резултати. Тоа е генерален секретар. Ги изгуби како лидер на носителската на листата во Советот во Скопје катастрофално. Минатата година ги изгубија во изборна единица 4 изборите, бидејќи Груевски нели рече ќе го победи заев 100-0.
меѓутоа не ги победија изборите во четврка, шеф на тој изборен штаб беше Мицковски. Тоа му е единствениот политички кредит. Груевски, колку што разбрав, се повлече од овие избори поради тоа што ги изгуби. Како може тој што беше до него што ги изгуби изборите, сега да оди напред? И дури и тоа би го прифатил, кога би имал во него демократски капацитет. Меѓутоа го нема, и затоа што го нема, јас се определив да одам со најмодерниот и најшироко прифатениот пристап, напаѓам преку социјални мрежи, моите видеа имаат преку 100.000 гледања, не затоа што сум многу убав, него затоа што членството сака да чуе што мисли кандидатот Филип Петровски, а не се во можност да ме видат затоа што комитетите се затворени. Што очекувате да направи? Кој треба сега да реши? Ако се одржи конгрес во петок и во Нема сабота, да биде легитимен. Вие нема да одите. Нема да биде Претпоставувам сите легитимен. овие што се потпишаа на документот. Овој конгрес е нелегитимен, не е демократски, не е дозволено да се представат како што треба кандидатите и воопшто не е прашано членството. И сакам да ги предупредам јавно, јасно и гласно дека ќе направат конфронтација на членството од многу сериозни димензии доколку продолжат да гураат човек кој што не е прифатен. Што вели Груевски? Дали го прашавте? Што ќе прави сега? Од него ќе зависи што ќе се случи во петок. Нема избор. Мора да одиме на демократски конгрес, да се одложи со колективно председателство, со избор на нови делегати кои што ќе потекнат од местните комитети. И знаете што ќе се случи тогаш? Ќе се случи препород на ВМРО. 5.000 делегати би имало во тој случај, не 560. Нека има и 3.000, не е важно. Меѓутоа местните комитети да ги делегираат, да си го преслушат членството, да си се соберат на состанок и да си кажат ние имаме став, evе, Илија Димовски ќе биде, или ќе биде Филип Петровски. Значи, тие од кај нив изворно од оздола треба да дојде лидерот. Лидерот не може да дојде од озгора. Ние сега поставувавме шефови на општински комитети од озгора, а тие го поддржуваат од озгора. Имаме затворен круг. У тој затворен круг членството стои доле и нема никакво влијание. И затоа на нас ни се ситни членството од оздола и е незадоволно и е пасивизирано. Јас тоа ќе го променам. Оваа зграда, дали влеговте, дали бевте, дали ќе одите? Ова е зградата на ВМРО. Јас сега за сега немам што да барам во зградата, затоа што таму постои номенклатура која што себе се штити како да е нападната, како да е во опасност и нема демократски капацитет. Таа зграда членството не ја чувствува како своја, за жал, и јас тоа ќе го променам. И пишав во еден мој статус. Прво ќе го исфрлам металниот детектор од вратата и сите сандучиња за телефони. Спратовите што не ни требаат ќе ги затворам или ќе ги издадам и ќе се спуштиме доле. Или целата ќе ја издадеме и продадеме и ќе одам во 50 квадрати канцеларија. Она што беше старото ВМРО, жолтата зграда. За жал ја нема, но ќе одам во изнаемен простор од 50 квадрати, мене не ми треба комоција. Мене ми треба контакт со членовите и тоа знам како да го направам. Ако не го направам преку вас, ќе го направам преку социјалните мрежи или ќе одам на терен. Време е ВМРО да се мобилизира. Не затоа што Филип Петровски треба да биде председател, затоа што имаме опасност за државата. А ВМРО, според мене, простете, е бранител на македонските национални интереси и представник на интересите на македонскиот народ. И јас со тоа нема да отстапам. Ви благодарам, Филип, за ова гостување и ќе видиме што ќе се случува до петок. И нема да попуштам. Да, верувам дека меѓу сите овие луѓе што се потпишани, а и вие... Ја поддржувам целосно иницијативата. Време беше да излезе таква една иницијатива. Тука има сменети делегати од Конгресот потпишани. Кој се дрзна да ги менува? Или не одговара имењето? Да. Ви благодарам за ова гостување, за појаснување на работите, за она што се случува во ВМРО ДПМНЕ.